Кралицата Елизабета II ги представи насоките на политиката на наредната влада за 2018 година во тежок говор, фокусиран на Брекзит, испуштајќи ги клучните ветувања на премиерката Тереза Меј, која во немилост на народот, наместо да ја зајакне својата позиција, остана да ја води земјата со малцинска влада. Кралицата прочита листа од владините намери, традицијата секој пат кога парламентот почнува нова сесија. Приоритет на мојата влада е да обезбеди најдобар можен договор за излез на земјата од Европската Унија. Моите министри се подготвени да работат со парламентот, локалните власти, бизнис заедницата и други по изградбата на што е можно поширок консензус за иднината на земјата надвор од Европската Унија. Според медиумите, кусиот говор на кралицата се должи на намалувањето на моќта на британската премиерка Тереза Меј по катастрофалниот резултат од предвремените избори, на кои изгуби голем број пратеници. Во својот говор, Елизабета II најави формирање нова комисија за борба против тероризмот и спроведување нова стратегија која ќе се однесува на казните за сторени терористички дела и сузбивање на екстремизмот на интернет. Таа најави и нов закон од областа на безбедноста, при што додаде дека владата и понатаму ќе одвојува 2% од бруто домашниот производ за потребите на британската армија. Британската кралица ги продолжи своите државни обврски и покри влошената здравствена состојба на својот сопруг, 96-годишниот принц Филип. Во меѓувреме, повикувајќи се низвори од Демократската унионистичка партија на Северна Ирска, иако продолжуваат разговорите за формирање коалиција меѓу конзервативната партија на Тереза Меј и Демократската унионистичка партија, најверојатно до крајот на неделава нема да биде постигнат коалициски договор, пренесува Reuters. Меј се обидува да обезбеди поддршка од 10 пратеници од редовите на демократ-унионистите, за да формира мнозинство во парламентот по неуспешните резултати од предвремените парламентарни избори.